Добро вечер, Трилинг во ново издание. Не секогаш планираното излегува на виделина. Во петок наполдне требаше да го снимаме интервјуто со премиерот на Северна Македонија Димитар Ковачевски. Токму затоа вчера и го најавивме. Рано наутро, пред речиси 8 часот од кабинетот на Димитар Ковачевски ја добивме следната СМС порака. Цитирам: "Ке мора да го одложиме интервјуто со премиерот Ковачевски. Денеска е невозможно да се случи. Не го откажуваме разговорот, само предлагаме да биде презакажан." Ова е пораката од откажаниот термин за интервјуто со премиерот и лидер на СДСМ. А ние продолжуваме понатаму. Две теми се жешки за актуелни реакции. Ново задолжување од 600 милиони евра и институционална немоќ да им се помогне на пациентите од цистична фиброза. На светските финансиски пазари почнува пласманот на нова македонска обврзница во износ од 600 милиони евра. 7 министри за финансии и залог од околу 4 милиарди евра, колку што од 2005 тежат сите 9 владени задолжувања. Најчести пристапи на задолжувањата се на принципот на револвинг. Земи еден за да вратиш друг кредит или да отплатиш стари доспеани обврски. Актуелниот министер за финансии Фатмир Бесими со двете обврзници лани годинава го зголеми салдото на задолжувања за 1 милиарда и 300 милиони евра. Покрај него само уште екс-министерот Зоран Ставревски потпиша две понуди за откуп на македонските обврзници на светските пазари. Добро ден за доктор Горан Рафајловски, бизнисмен. Колку актуелниот политичко-економски амбиент се одразува на севкупната состојба во државата во ситуација на постојана неизвестност? Веќе се судираме ние како бизнес заедница со огромен недостаток на вработени, да не кажам квалификувани вработени се веќе мислена именка, вработените се непостоечки. Ако ја погледнеме последната статистика што е изведена од Европска унија и така натаму, ќе видиме дека 42% од населението би сакало да ја напушти земјата. Што значи тоа е еден катастрофален податок за кој ниту една политичка гарнитура, бидејќи имаме купи ден, продај ден политиканство, ние однавна немаме политика, политика е сериозна работа, и бидејќи ние од 2016 наваму имаме купи ден, продај ден, а тоа е политиканство, угодување наводно на маси, угодување наводно на бизнес заедница со моментални, експресни решенија, кои не само што не носат добро во економијата, туку носат катастрофален пораз во кој што веќе сериозно сите се наоѓаме. Следува веројатно деновиве прва владина реконструкција со крупнува владиниот состав и со влезот на Алијанса на албанците. Прашањето ми е, сметате дека оваа влада предводена од Ковачевски ќе го истурка мандатот до крајот, до редовните парламентарни избори, бидејќи нивната теза е дека како се зголемува парламентарното мнозинство, така и постепено ќе спласнуваат проблемите на политички и економски план? Прво, не мислам дека е укрупнување. Ајде вака. Воопшто не мислам дека колку претеници ќе добијат, колку ќе изгубат. Какво укрупнување? Значи, зашто? И онака може да до сега да носат одлуки. Имаат доволен број на претеници. Дека ќе истера до крај, сигурен сум дека ќе истера до крај, бидејќи решиле да истерат до крај. Вие треба да не решите да истерате до крај, па да изгубите. Значи, избори се губат кога не правите една грешка, туку правите во серија грешки. Затоа, овој мандат сигурен сум дека ќе го истераат. Но што со укрупнувањето? Добија 80 луѓе да направат уставна измена да ги внесат бугарите, каде што погледнете последната анкета, 27% од жителите на Македонија сметаат дека Бугарија им е непријатна. Ете до каде е дојдена ситуацијата. И тоа, можам да кажам, во оваа ситуација, за жал, многу малку кривица има во наша страна. Многу голема кривица има во реториката на бугарска страна, која што буквално како старата поговорка
вика должен си како Грчка и растурен како Бугарско собрание. Они имаат собрание, но влада немаат веќе 2,5 години. Па што ако се во Европска унија? Што да не се стабилни, да не се просперитетни, да не имаат големи плати, да не ги живеат при благодетите на Европската унија и така натаму. И затоа велам, секој влез во некој клуб, треба земјата да е подготвена. Не е важно само да се влезе. И затоа заговарам влада која ќе ја направи основата да Македонија понатаму сериозно може да пристапи и да биде барем малку од малку равноправна, а не шуткана, иако примена во Европска унија. Господин Рафаиловски, владата одлучи да земе нова евробрзница, 9-та по ред, со релативно висока стапка од 6%, што е нешто слична или нешто пониска од она последната што ја зема тогашниот министр за финансии Славевски, која беше над 9%. Можеме ли овие перманентни долгови да ги сервисираме? Јас се сеќавам на едно интервју со вас пред неколку години. Вие тогаш ја заговаравте тезата можеме да се задолжуваме до кога сакаме, се дека можеме да ги сервисираме долговите. Ова брзница е земена баш заради фактот што ние не можеме да го сервисираме долгот. Ова е брзница земена за несервисирање на старите долгови. Таа веднаш ќе биде потрошена за отплаќање на старите долгови и за купување на статус кво, за да не направиме некој поголем економски ексцес, пад на земјата и така натаму, пад на рейтинг кредитен и тоа. Исто го прави секоја држава, не го правиме само ние, тоа го прави секоја држава, но јас постојано сум иницијатор дека не е важно колку се задолжуваме, важно е каде одат тие пари. И пак ќе ве вратам назад. Секогаш одат за гасење на пожари, никогаш не одат за реална инвестиција. Дали пропуштаме да ги инвестираме во капитални инвестиции и завршуваат само за купување на социјален мир? Еве вака, ќе дадам краток пример. Дали ви текнува кога го започнавме патот Кичево-Охрид, автопатот? Дали ви текнува кога го започнавме брзиот пат Градско-Прилеп? Дали ние автопатиштата, брзите патишта, што во ова модерно време да градите брз пат до Битола и излезен, трагедија. Значи, ако сакате да развивате Битола и Прилепско и така натаму, вие треба да им направите автопат. Но ние и брзиот не го правиме. Ниту со интензитет, ниту со брзина. Оној од Кичево до Охрид комплетно стои, а не да е Боже од Гостивар до Кичево да го започнеме. Тоа ќе биде стварно, мислам дека ќе треба нешто да превртиме. Значи, кога ќе се случи нешто, дека преврти се случи нешто. Ние одамна не сме превртеле ништо. И почетната цена што ја одредивме за автопатот, веќе е многукратно зголемена, да не кажам за 5 или 6 пати, значи со множење на почетната цена. Се што ќе се каже дека е скапо, е договорено и не се изгради, ќе биде многу пати поскапо. Запирањето на капиталните проекти со доаѓањето на новата власт, или тогаш СДСМ кога дојде, и исклучиво натовар на СДСМ, и нивна грешка, и тие ја задолжуваат Македонија во оваа ситуација. Како што ВМРО претходно 10 години ништо не градеше од капитални објекти и само градеа споменици, Скопје, стиропор фасади и така натаму. Ако не може да ги сервисираме долговите кон странските кредитори, треба да прогласиме банкрот. Ова е проценка на академик Абдулменов Беџети. Добро, нека го прогласи. Значи, како да ви кажам, Македонија генерално, значи согласно параметрите што ги има, е во банкрот. И нема што да го прогласим. Значи, тоа е како на времето Опел кога почна да пропаѓа, никој не му кажал дека е во банкрот и на крај го купи ПСА групација. Нас нема кој да не купи, држава сме и бидејќи сме држава, секогаш ќе ни дотираат по одредени средства. Значи секогаш ќе дотираат и нема да остават да бидете во банкрот. Храбри држави пресекуваат и велат ние сме во банкрот, заради тоа што после банкротот имаат решение што ќе прават.
Што не успеваме да направиме во овие финансиско-економски турбуленции? План. План за развој. Што ќе развиваме? Ќе развиваме ли земјоделие? Ако развиваме земјоделие, треба да почнеме да градиме нов систем за наводнување или мелиоративен систем, се вика тоа. Кога велите потребен ни е план, дали тоа значи дека всушност живееме или функционираме како држава од принципот како што испоменавте, Ден за ден. купи ден продај? Купи ден продај. И во купи ден продај ден немате развој. Никогаш нема да го имате развој. Не постои развој во купи ден продај ден. Тоа е преживување. Знаете она прочуена поговорка: не ми давај риба, качи ме на бродот, научи ме да ловам риба. Ние сме во ситуацијата, види, на бродот може и да е ладно, а да ни даеш риба? И постојано сме со исто. Значи, не ни е никој крив за ситуацијата во која се доведовме низ години. Стварно не е никој. Нема потреба да окривуваме било кого освен самите себе. Зошто? Зошто и психолошка ситуација е дека 42% од севкупното население сака да се изели од земја. Тоа е психолошка Рафајловски, ситуација. внимателно ве слушам. Имате забелешки на политичко-економското раководење на оваа влада, имате забелешки во однос на начинот на кој ВМРО-ДПМН ја практикуваше власта. Така е. Што е решението? Не чинат едните, не чинат другите? Јас одавна го заговарам тоа решение. Дали може би треба да се размислува на влада, експертска влада? Сериозна, техничка, експертска, не е важно како ќе ја крстите. Со еден мандат од најмалку 3 години, каде што ниту една политичка партија нема да има влијание, а оваа ќе добие задачи што треба да ги исполни. Но повторно не може без политичка подршка да функционира таа експертска влада. Јас мислам дека со еден сериозен притисок на меѓународна заедница и ветување дека оваа влада, како што ја носеа, да речеме, владата на Саксо-Бурзовски во Бугарија, како што беше донесена владата во Романија, со гарантиран влез во Европска унија, дека со еден притисок, контрола и се што е потребно, дека политички ќе се профункционира како што треба, ќе се ослободат политичките партии од теретот на сериозните реформи. Например, нас ни треба сериозна реформа во администрација. Ние треба да намалиме администрација од 130.000 официјални на 80.000. Да не кажам оние уште 20.000 што се на договор за дело и што постојано функционираат и ние сите ги забораваме. Намалување на 50.000 администрација би треба план. Јас тој план повеќе пати сум го кажал. Ќе им обезбедиме на луѓето 2 или 3 годишна плата и после тоа 10 години никој да нема право да ја зголеми администрацијата, сем за одредени дејности што ќе ни требаат. А во меѓувреме ќе дигитализираме, не можете вие туку така одма да отпуштите 50.000 луѓе. Тој е период од 2 до 3 години. Ќе дигитализирате, ќе направите вистинска комуникација помеѓу се, дигитално, интернетно, значи да нема потреба да посетите шалтер, да нема потреба да ова, не се уште си играме мајтап со патарини, како да не можевме вињета да донесеме и градиме и не чинат патарините, дека ние не можеме да платиме патарина со регистрација, па тој што вози помалку наредната година да му се одбие, тој што вози повеќе да му се додаде, а за сите странци да купуваат некаква вињета или електронска и така натаму и така натаму. Дека не, туку треба да градиме патарини и секоја патарина да не чини уште 20-30 милиона и да има ова. Ајде кажете ми една реална основа за градење на патарини. Автопатишта даваме, патарини не. Една. Освен ако не рачунаме на вработување на дополнителни луѓе и ако не рачунаме на некој кеш што се повеќе и повеќе се намалува кога се плаќа патерината, бидејќи на крајот ќе помислам дека тој многу значи. Почнете ли ќе следите Трилинг, мој соговорник е бизнисменот доктор Горан Рафајловски. Деновиве беше објавено дека имаме сива економија на 40%, само со 5% зголемена наплата на даноци може да се обезбедат скоро 1 милијарда евра буџетски приходи годишно. Во овој момент, ако се добие сериозна подршка од владата,
во меѓувреме се прави сериозна, како да ви кажам, опаковка на една цела категорија на луѓе кои што се десна рака практично на државата или во наплаќањето на придонесите, а тоа се сметководителите. Ако се спроведе законот во целина, јас ви гарантирам дека повеќе нема да имаме по нарачка ниту пресметки, ниту книжење, ниту плаќање на данок од страна на сопствениците, заради тоа што тој што ќе има лиценцата може да ја изгуби, а воедно и парично да одговара исто како и управителот на друштвото и сопственикот. И јас гарантирам дека од тој пакет, ако се спроведе вистински до крај, ќе имаме намалување најмалку на пакетот на целокупната сива економија од 20%. Ако тоа се намали, па понатаму, во договор со управата за приходи, овој институт што е на сметководители, да се спроведе до крај еден потписник за сите даночни пријави, тоа ќе ја намали сивата економија уште многу повеќе сериозно и ќе остане државата да си ја брка сивата економија, онаа што е негдека на нива, на пазар, што не е воопшто регулирана, која што може по пат на инспектори, од финансова полиција, од полиција, од управа за јавни приходи, да се дојде до тој што се гледа дека работи без никаква компанија, да се попише имотот, да му се дае период од 75 дена да се регистрира, ако не се регистрира, да се конфискува робата. И вие ќе смалите сивата економија на не повеќе од 15%, што е исклучително подносливо за било која земја, што во рамките на буџетот, јас ви гарантирам дека ќе донесе 50 до 60% плюс од остварувањето од овој буџет, и веќе нема да разговараме за буџет од 3-4 милиарди, туку ќе разговараме за буџет од 7, 8 и 9 милиарди. Корпоративен данок за богатите. Каков и дали? Дали воопшто ни е потребен и каков? Корпоративен данок за богатите имате две теории. Едната теорија е таа стара, веќе е застарена, шведска теорија дека тие што заработуваат повеќе поголеми даноци, прогресивен данок, корпоративен данок и така натаму. И веќе имате втората теорија, американската теорија на Калифорнија и на неколку земји, каде што вели вака. До извесен период на приходи на една единка, во Калифорнија $35,000, имате 0% данок на приходите на единката, значи 0. Над $35,000 сите плаќаат 15%. Ама од 30 нагоре не плаќаат и до 30. На 35,000 кај нас да речеме таа граница нека биде 500 евра, бидејќи сме сиромашна земја. Сите што заработуваат до 500 евра, да имаат 0 персонален и така натаму, значи да ги ослободиме и тие пари што работодавецот ќе ги уплати, додат на сметка на работникот, да ги земе работникот тие пари. А се што заработува на тоа, вие ќе го дигнете сегашната стапка, да речеме ќе ја најавите на 12 да биде, што не е страшно, и може со текот на период, не одма, не утре, да стаса до 15, и приходите во каса, јас ви гарантирам, ќе ви бидат 2 пати поголеми од сега што ги имате. Рафаеловски речиси во сите последователни кризи, од енергетската, економската, па здравствената, банките релативно добро го пребродија овој кризен период. Чуваат депозити од околу 3 милиарди евра. И повеќе, се мислам дека се 5. Плюс уште толку има низ фирмите. Вкупно, според одредени податоци, околу 7 милиарди евра има во банките. Неискористен капитал. Тоа е неискористен капитал. Тоа е стварно неискористен капитал и треба да се дадат поволности при инвестирање на тие пари. Значи, ние стварно немаме сериозна берза да луѓето тргнат и купуваат на берза. Ние стварно немаме сериозни хартии од вредност кои што ги издаваат, а тие пари што ви стојат е трагедија. Значи, тие пари мора да влезат во оптек. Јас со години заговарам дека треба да влезат во оптек.
Јас се сложувам со европското законодавство за банкари, со светските норми, текови и така натаму, дека мора да се има покритие, дека мора се... Со сето тоа се сложувам. Но ние не сме во ситуација да ги следиме тие текови. Следењето на тие текови ни ги прават банките само да бидат мрзливи. Апсолутно мрзливи. Со ниту еден сегмент дополнителен не сакаат да функционират, освен со издавање на кредити под хипотека. Дали кај нас имате банка која ќе инвестира врз основа на бизнис план, врз основа на идеја, врз основа на повеќе луѓе собрани со одредена идеја, со некакви средства, значи немате тоа. Дали вие имате некаков тип на фьючерс каде што ќе ви се обезбеди плаќањето, па макар и да е климаво, и вие ќе можете да ги земете парите унапред со некој процент намален, а да не биде кредитен однос. Значи, дали вие имате банките да се грижат за вашето портфолио, освен за собствена цел? Немате. Освен секој месец да ви испостават сметка. Значи, немате. И од таа причина, на банките им е добро, затоа се мрзливи. Систематски законот, од кога ние ги сочувавме, бидејќи беа на пропаѓање 94-5 година, од кога ги сочувавме, ние од нив направивме најпрофитабилни компании, бидејќи луѓето треба да сватат и банка е компанија. И на крајот државата се задолжува, рече си последниве неколку години перманентно општините ни се во долгови, иако владата на неколку наврати им даде еднократна финансиска подршка, но и натаму општинските дубиози остануваат. Значи, бројот на општини во Македонија е нереален. Ние реално не смееме да имаме повеќе од 33-35 општини за да бидат самоодржувачки. Значи, кога вие правите одредена општина, не е само да го одбележи театарот, туку на тој театар треба да имате фирми, луѓе, училишта, средни училишта, услужни дејности, значи треба да имате се. Ние се сведовме на 80 на општини, не знам колку е точната бројка сега, сум заборел, се извинувам. Значи, од кои 50 не се самоодржливи. Комплетно не се самоодржливи. Не можат ниту да тргнат по проект до Европска Унија за европски пари да ги земат, бидејќи немаат капацитет да го направат тоа. Па кога прават проекти се здружуваат 3, 4, 5, 6 и така натаму. И рурални и рурални, значи вие мора да имате капацитет некаков за да направите нешто за да земете пари. Тоа што ние дозволивме да имаме толкав број на општини, толкав број на совети, толкав број, тоа е само трошок. Трошок. Што е решението? Нова децентрализација? Апсолутно. И враќање на она што порано го познававме од 30 и кусур општини. И да не се броиме дали сме албанци, македонци, срби и така натаму, туку сме жители на Македонија, граѓани и да мислиме за сопствената земја. Доста веќе со политика на национализам, доста веќе со политика на затворање едни од други, доста веќе со политика на бариери. Па имате ли поголема бариера во животот од кога направивте да имате тотална двојазичност на цела територија. Значи некој може да се роди како албанец и никогаш да не научи македонски, а да живее во Македонија, а за нас својствено е никогаш да не научиме ни 2 збора албански, иако ни се наши сограѓани и живееме со нив. Наместо да го направиме тој микс, наместо да направиме задолжително ние да го учиме јазикот, наместо да направиме да ни се зближат децата, да играат заедно, да создаваат, да мешаме семејства, ние уште одиме по 2 различни патики. Уште денеска за несреќа го читам Таравари, албанците можеби екстремно ќе се подигнале ако делот во Македонија се буни да ги запише бугарите во уставите, така. Погледнете, повторно се фаќаат поени на национализам. Па луѓе, па зарем не сме 2023 година. Па до кога? Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Во државата се зголемува клубот на нови стартап фирми. Се повеќе креативни луѓе со идеи за одважување и докажување, да започнат нов собствен бизнес. Каква е стартап заедницата во Македонија?
На оваа тема ќе разговарам со председателот на Стартап Македонија Игор Мачев. Македонската стартап заедница се развива со навистина брзо темпо. Се смета дека она кое што со Стартап Македонија го работи, имаме повеќе од 160 стартапи регистрирани на нашата платформа, но повеќе од 300 компании како стартапи реално действуваат во границите на Република Македонија. Компаниите значително функционираат и работат на надворешните пазари, поради тоа што креираат решенија кои што се за глобалниот пазар и многу често сакаат да излезат надвор затоа што моќта да ги пласираат решенијата на овдешниот пазар е многу мала. Но во однос на тоа каде се наоѓаме според Западниот Балкан, навистина не сме многу далеку, заедно со Србија, може да кажеме предничиме од земјите што се од Западен Балкан, што од поддршка, што од пристап до финансии, но не е доволно, потребно е многу повеќе да се вложува за ваквиот тип на компании навистина да направат импакт на индустријата и на економијата во која што живееме. Кои се македонските иноватори? Во кои сектори најмногу доминира? Најголем дел од секторите се кои што го допира делот на информациски технологии, значи IT компании кои што развираат решенија и имплементираат дали тоа било вештачка интелигенција или ја вметнуваат во полето на биотехнологии, но она што го гледаме дека ние како Македонија знаеме да решаваме проблеми. Сме се докажале со тоа како сервисна индустрија, компаниите од тука што работат во IT индустријата, решаваат проблеми и креираат решенија за најголемите Fortune 500 компании. Направивте една дигитална платформа, колку мали фирми се приклучени кон неа и каков е бенефитот од тоа? Значи, платформата беше еден начин како да може на едно место да ги собереме сите ресурси кои што се достапни за стартап компаниите. Затоа со поддршка на USAID уште во 2017-18 година се направи едно истражување со кое што истражавме што е стартап сцената, а потоа следуваше и креирање на стартап платформата на која што сега членуваат повеќе од 160 компании и повеќе од 50 понудувачи на сервиси. Тука станува збор за акселератори, инкубатори, разни сервис провайдери кои што даваат едукации, инвеститори и тоа се на едно место може да биде достапно за оние компании што се регистрирани. Дали во овој период македонскиот претприемачки дух воглавном доминира дигиталниот свет? Дали ние сме лесно прилагодливи на новите светски стандарди и на новите пазари? Она кое што во Македонија го забележуваме е дека постојат индивидуи кои што навистина знаат што треба да се склопи како продукт. Ке земам за пример три компании кои што во изминатиот период беа еден, да кажеме, убава вест во делот на работа со фриленсери. Станува збор за компанијата Native Teams од Битола, која што зема 2 милиони инвестиција за да може да ги дигитализира целиот свет на фриленсери. Компанија од Штип која што работи со најголемите ритейлери и e-commerce платформи Pixel, која што исто така доби инвестиција од преку 1 милион, вклучувајќи и тука и компанија како Synapse Aviation со својот продукт кој што ја дигитализира една Lufthansa и донесува дигитализација за сите нивни пилоти во групацијата. Така да, навистина решенија се креираат. Прашањето е колку сме ние спремни да внесеме ресурси во одредени вертикали со кои што ќе го потурнеме развивањето на се повеќе решенија со додадена вредност. Мачев, постои еден помалку чуден феномен кој ни се случува подолг период. Од една страна вие велите кај младите постои предприемачки дух, од друга страна она со што во овој период се соочуваме, тоа е недостиг на работна, млада, квалификувана работна сила. Она што се почесто се говори дека ние ќе бидеме принудени и приморани да увезуваме работна сила. Зошто ни бегаат, се обратно, зошто ни бегаат младите квалификувани кадри? Тоа е тренд кој што ако ги анализираме сите економии кои што се околу нас,
тренд кој што се случувал во Бугарија и во Грција пред 10-15 години во нивното влегување во Европска унија, каде што најголем дел од младината си заминала, а потоа се враќа назад со одреден ноу-хау за да може да ги развива бизнисите од земјата од каде што потекнуваат. Не може да им се забрани на младите да прошетаат, дури напротив, треба да се мотивираат да видат во светот какви практики постојат на водење бизниси, да го подигнат нивото и на водење на бизнис. Затоа што гледаме дека постои разлика од тоа како во западниот свет, која е културата на водење бизниси, како бизнисот се води кај нас. Што би ги примамило младите што одлучиле да заминат да се вратат па назад? Секогаш е конекцијата со матичната земја начин да се даде нешто, да се врати нешто назад, да се и креира од земјата од која што потекнуваат, и гледаме таков тренд на основачи кои што се во странство, кои што го завршиле своето образование, ја почнале професионалната кариера и се гледаат начин дали да инвестираат во земјава или да отпочнат бизнис со кој што ќе го креираат својот продукт тука. Неоспорно е дека Македонија се уште има реноме, дека е кост ефектив, значи станува збор за земја која што со помали трошоци можат нештата многу повеќе да се развијат со помали средства, и тука е еден предизвик зашто ние би требало да работиме и со диаспората, да работиме со младите кои што се заминати пред неколку години и да ги вратиме назад. Креирање на продукти е лесно од Македонија. Продавање на продуктите е тоа што навистина е тешко, и тука се бара многу повеќе знаење. Колку е потребно за еден млад предприемачки дух? Му се потребни средства за да инвестира, а при тоа со текот на времето да го надогради бизнисот и да го прошири бизнисот. За да се отпочне еден бизнис треба прво да се креира решение за одреден проблем. И тука е убавата работа дека ние може да го развиваме бизнисот и додека работиме за некого, или додека сме во фриленсер, или доколку работиме сервиси за одредени бизниси. Локалниот пазар е мал, но и затоа гледаме многу повеќе компании кои што се ориентираат кон странскиот пазар и започнуваат со нешто што се вика minimum viable product. Тоа е решение кое што решава минимум проблем на одреден бизнис, и во таква фаза всушност се прави некаква валидација. Средствата до моментот на валидација не мора да бидат големи. Тоа е всушност времето кое што самиот основач треба да го вложи, но тука доаѓа момент кога треба да се инвестира во креирање на тим, креирање на структура за продажба, кога треба да се представува решението, и затоа се многу битни структурите за финансирање, дали тоа биле државна помош, слушаме фондот за иновации на некој начин ги поддржува возниците, но значителен е улогата на приватниот капитал. Тука се ангел инвеститори и венчер капитал фондови кои што навистина даваат некој вид на каписла и гориво за да може компанијата да го постигне тоа што го сака, односно навистина да порасне во стабилен бизнис. Господин Маџов, се поинтересен е пазарот на вештачка интелигенција. Каде сме и како се развива овој оддел? Во овие неколку месеци навистина бележиме еден голем отскок на вештачката интелигенција, односно се вклучува GPT-3 и GPT-4, за оние кои што не знаате, еден исчекор во креирање на содржина само со комуницирање со вештачка интелигенција. Тоа е нешто навистина ново, кое што многу брзо и нашите компании го прифаќаат и креираат решенија за да можат да понудат навистина конкурентни продукти. Вештачката интелигенција е нешто што е реалност, кој што само треба да го прифатиме и да го максимизираме времето и да го посветиме на тоа кој што човекот е најдобар. Тоа е креативноста, тоа е можноста да даде human touch, а се останато да го замениме со, да кажеме, вештачка интелигенција или модели кои што може да ни помогнат да го убрзаме процесот на доаѓањето од точка А до точка Б. Како тоа Македонија го вреднува, се креираше пред некоја година иницијатива за стратегија за вештачка интелигенција, која што се уште не е доразвиена, но се надевам дека ќе добие форма,
голем број на компании веќе ги користат тие модели и развиваат продукти врз база на вештачка интелигенција, но мислам дека топрва времето доаѓа и ќе се покаже дали е тоа машинско учење или вистинска интелигенција, како што сакаме да кажеме. Маџов, колку и каква е улогата на факултетите во едуцирањето и охрабрувањето да се дадат во отворање или започнување на свој собствен бизнис? Предприемачкото учење е еден од најголемите приоритети кои што го ставаме во последните години, затоа што забележуваме дека мора да всадиме тој жар за да може да се креира бизнис, да се биде свој газда, ајде да кажам на некој начин, или од друга страна да се размислува предприемачки во веќе постоечка деловна средина. Ние имаме неколку иницијативи кои што ги имаме започнати уште од средното образование, не само на факултетите. Значи, тоа е потребно уште во средното образование да започне, посебно во техничките школи, на факултет да може да биде вмрежено помеѓу веќе постоечкото образование кој што се има со предметите и поврзување на факултетите. Значи не може само предприемништво да се предава на факултетот за информатичка култура и само да се предава на економија и бизнис, а тие две групи на студенти никогаш да немаат меѓу себе никаква интеракција. Каде што има центри на знаење, таму има и креативност, таму има и креирање на бизниси. Бизнисите кои што се креираат се најчесто од оние во Стартап Македонија, Штип, Охрид, Битола, Скопје, Тетово. Може да се најде добар патерн кој што е дека таму е жариштето и бројот на таленти голем, од кој што може да се избере и да се порасне. Имавме искуство кое што по една студиска посета во Јапонија, заклучокот беше дека нивниот едукацијски систем не е за да се повтори тоа кој што во книгата го има, туку да може да се употреби во некоја нова средина и колку може повеќе да се унапреди работењето на веќе постоечката, да речеме, бизнис структура со знаењето кое што го има студентот добиено. Така да ги вреднуваа колку они ќе го подобрат работењето на компанијата, отколку колку ќе го репродуцираат знаењето кое што го добиле од книгите. И тоа е некој начин на разликата во едукацијскиот процес, која што треба да биде да превземеме како добро искуство за и кај нас да видиме поголем број на млади кои што креативно размислуваат. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам. Поштовани личи, тоа беше Игор Маџов, председател на Стартап Македонија. Во време на дигитализација се повеќе се форсира и модерното читање кај децата. Ова е само кратката најава за разговорот на Марија Димишкова со нејзината соговорничка. Македонски креативен тим, поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој, ја креира првата апликација за читање и слушање книги за деца. Колку децата во Македонија ја користат апликацијата Бокси и колку ние читаме дигитални книги, вечерва во Трилинг зборувам со Сања Арсова, дел од тимот на Бокси. Во период во кој што некако светот води дебати околу тоа какво влијание имаат печатените книги врз развојот на детскиот мозок, а од друга страна, што значи дигиталниот свет, вие пуштате во употреба апликација за дигитално читање на книги. На што најмногу го ставивте акцентот во моментот кога ја пуштивте или ја реализиравте оваа апликација? На што ви беше фокусот во моментот на реализација? Фокусот ни беше да го донесеме светот на книгите поблиску до светот на децата. Кај нас има една голема празнина од дете до книга, а знаеме дека најголем дел од времето дечињата поминуваат пред мобилните телефони или таблети или било што. Ние речевме тие два света да ги донесеме заедно и да ги ставиме точно пред дечињата, да ги послужиме на самите корисници.
Практично оваа апликација за прв пат ја адаптирате за шведскиот пазар, се нуди за швеѓаните, а дури потоа ја лансирате во месец октомври на минатата година за македонскиот пазар. Кој беше круцијалниот момент за кога да се одлучите апликацијата да биде понудена за нашиот пазар? Видовме дека Македонија е веќе спремна за еден ваков продукт, дека треба, дека фали на нашиот пазар, затоа што досега не сме се сретнале со апликација која нуди електронска библиотека. Ние не ги продаваме книгите, кај нас е баш дигитална библиотека. Нашите корисници се претплатуваат месечно на апликацијата и имаат пристап до моментално броиме над 400 наслови, детски наслови. Велите, проценивме кога е подготвена нашата земја за ваков тип на апликација. Како се вршеше таа проценка? Предпоставам дека се прават некакви истражувања на пазарот, колку ова тло е подготвено за таков дигитален обем на онлайн библиотека. Дали може би во целиот тој процес на истражување правевте некакви анализи колку родителите во земјава читаат книги за нивните деца или пак може би бабите и дедовците? Да, секако. Многу истражувања беа направени и стигнавме до едно сознание дека се чита многу малку, но причините поради тоа читање на малку книги е поради тоа што немаат време да одат и да купуваат книги, остануваат со една книга дома или тоа што го имаат го читаат по неколку пати, изборот е минимален, нели сега библиотеката што имаме дома не е толку богата. Може македонскиот народ не може да се пофали со голем број на книги дома. Решивме дека време е да ги донесеме сите детски книги во секој дом. Апликацијата, начинот на користење се спушта на мобилните уреди со одредена месечна претплата и што во моментов може да се најде на оваа апликација? Исто така во апликацијата е вклучена геймификација. Значи секој детенце кога ќе влезе на бокси, кога ќе ја симне апликацијата, си прави своје аватарче. Аватарчето се збогатува со додатоци со секоја прочитана книга. Значи после читање на книгите добива парички и со тие парички може да си го персонализира аватарчето. Така да еден склоп на геймификација со едукативниот дел. Да го направиме нели поинтересно за нашите читатели. Практично преку еден клик децата во земјава имаат можност да читаат голем избор на детска литература. По првиот пресек од лансирањето на оваа апликација, колку децата во земјава читаат? Многу. Дечињата уживаат. Имавме многу коментари од мајки, татковци, нели, баби, дедовци, родители. Кажуваат дека најубавото нешто е тоа што веќе книгите не се изгубени. Сите книги им се на едно место, веќе книгите не се оштетени. На секое отварање на книга, книгата е нова, нели, тука е. Сега со читањето на книги видовме колку дечињата всушност им фалело вакво нешто. Имаме, не знам, еве после 3 месеци постоење гледаме дека книгите се читани илјадници пати, што е голем број за нас. А кои се поголеми критичари во моментов во однос на оние кои што ја имаат спуштена апликацијата на своите мобилни уреди? Швеѓаните или македонците? Кои се малку по искрени кога станува збор за задоволството од користењето на оваа апликација? Па мислам дека македонците. Кај нас е, нели, сакаме да си кажеме ние што е добро и секогаш сакаме да кажеме што ни фали. Така да имаме голема поддршка, нели, тим што работи на тоа. Секојдневно добиваме забелешки од типот би сакала да читам оваа книга, дали може да се додаде и не знам квиз или нешто, аватарот сакам да го сменам, дали може боја да се смени на аватарот и такви некои ситни забелешки што нормално работиме секојдневно да станеме се подобри за нашите корисници. Која е најчитаната книга во моментов на бокси? Во моментов е Ведра. Ведра е книга на Јулијана Величковска од прва публикација. Имаме и во електронска верзија и во аудио верзија и таа е книгата што е најобожавана во моментов. Практично на вашата апликација може да се најдат наслови на македонски, албански и англиски јазик. Точно така, да. Над 200 наслови имате во моментов. Над 400. Над 400, да. Добре. Која е вашата проценка за моменталната ситуација, моменталната состојба со детската литература во земјава? Видете, во Македонија има многу детска литература. Има еден мал проблем што се јавува при електронските изданија на детската литература. Издавачките куќи досега не биле сретнати со
апликација како Бокси и никогаш не ги побарале правата за дистрибуција на електронска верзија на книгата. И сега некои ги има, некои ги нема. Тие книгички што се постари, викаме постари, подолго време на пазарот, никогаш не побарале и треба да се случи еден процес, нели, контактирање на самиот автор, на илустратори, сите тие да се согласат за електронска дистрибуција. Така да книги има, но електронска како да кажем, нивната електронска верзија не е секогаш достапна. А каква беше реакцијата на нашиве издавачи кога им соопштивте дека ќе пуштите во употреба една ваква апликација? Беа расположени за работа? Да, издавачите се многу расположени за работа и сами кажуваат дека на секоја наредна книга ќе стават оваа точка како една клаузула во договорот дека ќе мора да има од сега и право на електронска дистрибуција. Во една прилика велите дека апликацијата ви е адаптирана за читатели од 3 до 16 години, меѓутоа во план ви е да поставите содржини за целото семејство. Да. Што значи тоа? Тоа значи дека од септември стартуваме и со Бокси за целата фамилија. Значи, цела литература што од македонскиот пазар, од наши писатели, од странски писатели, да се стави на Бокси, за да можат да читаат и родителите заедно со дечињата. Дали сте во преговори можеби со луѓе од регионот за прилагодување на оваа апликација и во земјите од, да речеме, Балканот? Да, сите наши соседи се веќе спремни. Ви благодарам за вечерашното гостување. Фала ви, Марија. Требаше ли да згасне човечки живот за државата преку ноќ да одлучи да издвои финансиски средства за да се обезбеди медикаментот за болните од цистична фиброза? Во ова издание на Тренинг ќе разговарам со Фики Гаспар, председател на Асоциацијата на болни од цистична фиброза. Гаспар, дали всушност животот стана поевтин од лекот? Па со оглед на последните ситуации и на големата трагедија што ни се случи со Благојче, би можеле да кажеме така. Оно што помалку изгледа индикативно, како после толку месеци инсистирање од институциите да се обезбедат финансиски средства, тропнавте на неколку врати. Никој не ви излезе во пресрет за да се случи смртта на вашиот соборец и премиерот да ја отвори вратата за вас и да рече ние ќе најдеме начин да го обезбедиме потребниот медикамент. Така е. Не беше тоа месеци, туку се работеше за неколку години. Како што ние изјавивме, повеќе од 2,5 години е поминато од кога се пушти првото барање од страна на асоциацијата да се разгледа лекот и да се овозможи за најкритичните пациенти. За жал, мораше да се случи тоа со Благојче, за да има таков експресивно решение на проблемот за останатите пациенти, иако асоциацијата и самото членство гледам дека е се уште скептична во тоа како ќе се движат работите. Имавме ние доста позитивен разговор и како што сте и вие запознаени, нели, обезбедени се одредени средства од страна на фондот за здравство, кои што се дадени на педиатрија, кои што треба да го овозможат лекот во најскор период за тие 8 пациенти, но цената е таа која што се представува од страна на компанијата. Јас сум убеден дека они со преговори можат за тие средства да обезбедат многу повеќе пациенти да ја примаат терапијата, тоа да се купи за многу повеќе. На почеток станува збор за само 8 пациенти кои се во најкритична состојба? Да, тоа беше барање кое што го имавме ние и тоа беше пред некое време. Тогаш, според некои калкулации, се бараше за тие 8 пациенти. Имајте во предвид дека болеста како болест е непредвидлива. Ова што се случи со Благојче, иако знаевме дека човекот е во терминална фаза и дека не е воопшто не е во добра состојба, не беше исто очекувано. Така да, не знам како да кажам, ќе видиме што ќе се случува сега. Мислам дека сега многу брзо ќе се реши, затоа што неофицијално и тие од внатрешно
од внатрешна страна на институциите ги имаме тие информации, но веќе знаете и вие секаде изјавија дека наекспресно за 8, сега за жал некој ќе го земе местото на Благојче. Благојче требаше да го прими тој лек, сега ќе дојде следната личност според параметрите на докторите кои што ќе го замени неговото место и ќе го прими тој лек. Цистичната фиброза е сериозна болест која е наследена од родителите, а може да зафати неколку органи. Важно е да се откријат навреме и да се земат лекови кои ги намалуваат симптомите на болеста. Иако луѓето со оваа болест имаат нешто пократок и потежок животен век, тие сепак можат да водат нормален живот. Така, мултисистемска болест, ја викаат, опфаќа повеќе органи. Најмногу се засегнати белите дробови, после тоа е црниот дроб, дигестивниот систем, репродуктивните органи. Во секој случај е многу зависно од генетска болест, треба да бидат двајцата родители носители за да испадне болен човек, али многу е различна во однос на симптоматизацијата и во прогресот кај сите индивидуално влијае, кај сите пациенти. Така да, еве во примерот на Благојче. Благојче беше доста доцна диагностициран, а прогресот му беше релативно брз. Затоа што ние имаме пациенти кои што се диагностицирани од месеци, од 2 месеци, а имаме пациенти, имавме, кои што беа доста подоцна. Сега, со новиот неонатален скрининг, се гледа веднаш и се знае во првиот месец дали ја носат и тоа се прави на сите бебиња кои што ќе се родат во државата. Дали проблемот е, како што и вели премиерот, бирократијата или помалку неодговорноста на надлежните институции? Бирократијата беше една од причините кои што ја посочи премиерот како најодговорна за проблематиката. Кажа дека многу работи од тој аспект во државата доцнат и некои пренесување на информации и многу не толку витални работи исто се опфатени од таа бирократија и се заложи тој, барем на состанокот така ни кажа, дека будно ќе ја следи и активно ќе работи на оваа работа да после од кога го изгубивме Благојче да не ни се случи повторно таква трагедија. Каде вие лоцирате како асоциација вината? Ние како асоциација даваме изјава дека не зборуваме за вина. Значи се оградуваме од тие прашања, не би сакале да бидеме во аспект на политика да се вмешаме и мислиме и тоа е изгласано како одговор на вакви прашања дека треба да се даваат одговори кои што се соодветни само за нашата проблематика и да се оградиме од сите тие вакви прашања кои што се многу битни, но оставаме надлежните кои што си ја имаат таа функција и кои што треба да најдат дали имало вина, а претпоставам дека штом имаме човек кој што е починат, а не требаше да биде така, нека да има вина. Сега каде во последно време гледавме некои комуникации измеѓу надлежните, ако можам така да ги представам, со насоки за кои што требал да направи. Премногу доцна. Кај нас многу често се создава ука-бука за одреден период, па после речиси 48 часа се заборава. Може ли овој ваш проблем да заврши, условно кажано, повторно на периферијата на решавање? Нашиот проблем нема да заврши така. Тоа можам со сигурност да ви го кажам, затоа што оваа кампања веќе која што се води од страна на асоциацијата по одредени разочарувања врзани за разговор со надлежните, која што се води веќе 2 месеци. Како што не следите, ние интензивно сме на медиумите и не планираме да застанеме со присуството на нашите членови на медиумите. Нормално медиумите овде се тие кои што покажуваат интерес за темата и ја држат темата актуелна, но дефинитивно нема да си дозволиме да ни се случи уште еден Благојче и дефинитивно нема да дозволиме да едноставно бидеме заборавени и од кога ќе се донесе лекот. Најекспресивно сега за најкритичните сепак ќе останеме на барањето кое што го имавме и вчера со премиерот, дека ни треба системско решение,
ни треба решение за сите пациенти кои што би имале бенефит од овој лек и ни треба решавање во однос на таа проблематика од временски аспект. Првите дози на Трикафта треба да, според одредени проценки, треба да пристигнат во текот на март. Дали тие ќе бидат доволни за 8-те најкритични пациенти и кога би ги очекувале вкупните дози за сите пациенти кои се Така, се соочуваат со цистична фиброза? Ова е одлично прашање и нешто кое што сме го разговарале многу пати. Тоа што треба да знае јавноста врз основа на овој лек е дека вие и да можете да го обезбедите веднаш, здравствениот систем не знам колку ќе може да поднесе да го даде веднаш на сите пациенти. Зошто? Затоа што си барам како што гледаме во другите држави, во другите здравствени системи, одредено следење на самите пациенти кои што ќе го примат лекот. Имавме некои неофицијални информации дека треба пациентот да почне на венска терапија 7 дена во хоспитални услови, во наредните 7 дена од венската терапија да го прими лекот Трикафта и после 14 дена со венска, а 7 дена со лекот Трикафта, уште 7 дена, 21 ден, вкупно, да ја прими Трикафтата и после тоа, доколку сите анализи укажуваат како што до сега укажува ефектот на лекот, може да се испише. Така да не мислам дека не знам каква ќе биде процедурата. Ние имаме стварно врвни експерти во државата за цистична фиброза кои што не поддржуваа во оваа цела стратегија што имавме да го обезбедиме лекот и тие што ќе ни кажат во соработка со компанијата како треба да се дозира лекот и како ќе функционира тоа. Но нашата идеја беше да ние добиеме план и програма за средства и обезбедување од владата и од Министерството или од фондот не е ни толку важно. Важно ни беше сите пациенти да влезат во таа рамка. И таа рамка е окей да биде година, 2, до 3 години, како што кажавме, 3 годишна програма. Велите со оваа програма да бидат опфатени сите пациенти. 5 годишната Ника Катушевска е меѓу 130 пациенти во земја која е една од оние која се соочува со оваа ретка наследна болест. Борбата со здравствениот систем и отсуството на новата терапија која го подобрува животот, а ја немате во овој момент, е една од причините фамилијата да се одсели од државата. Така, јас се познавам со еден од родителите. Значи, родителот е дел од целата работа, се труди максимално да се донесе лекот и јас се надевам дека ако го обезбедиме, дека нема да има потреба они да си заминат од државата. Затоа што мислам дека најголемиот мотив до сега на пациентите, пошто имаме што си заминаа во последните години доста, заради тоа што други здравствени системи го возможуваат лекот и за многу краток период. Само што ќе влезете во таа нивна работна сила, веднаш вие добивате здравствена легитимација и веднаш ви се доставува лекот, иако сте биле 2 месеци само во таа држава, но го исполнувате условите. Така да се надевам дека тие прекрасни луѓе нема да дозволиме да заминат од државата и да ги изгубиме и како семејство, а со тоа и они нема да мора да ги остават сите позади во оваа држава, да чисто само ради мотивацијата за здравствената состојба на својата ќерка. Во секој случај, поддршката ја имаат од нас како асоциација за се, но дајте да го донесеме лекот да нема потреба да се иселат. Ви благодарам за гостувањето во емисијата и ви посакувам успех и што побрзо да пристигне медикаментот кој треба да ви помогне. Ви благодарам многу и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше Фики Гаспер, претседател на Асоциацијата на болни од цистична фиброза. Толку за вечерва, се гледаме за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути, а во меѓувреме читајте на trilink.mk. Довидување.